СДСМ се поднови. Денес во партиското седиште на општинската организација на СДСМ во Чаир беше поставена двојазична табла. Се поставува прашањето дали ова е дел од воведот кој го најави лидерот на СДСМ Зоран Заев за воведување на двојазичноста во Македонија. Во прилеп, тој што учи албански јазик, иако е мал многу процентот, може да добие право да учи музичко училиште, реков, на албански јазик, да напише барање на албански јазик. Со ваквиот предлог на Заев се согласува и албанската диаспора, која не крие дека е за федерализација на Македонија. Значи сите мене ме знаат дека јас се залагам за федерализација на Македонија. Тоа не го кријам, не го криев ни кај Заев. Денес како ги гледам овие протестите тамо, јас се чудам со некои албански политички партии, нарочито овие новите што се. После мојот состанок со господин Заев, почна да излегат на протести како структура, како партија. Реакции за воведувањето на двојазичноста по ваквиот предлог на Заев имаше и од македонската диаспора. Тие сметаат дека ваквите изјави се навреди и се штетни за целата македонска заедница во странство и представува уназадување во нивните лобирање и афирмација на Македонија и македонскиот јазик кај тамошните политички партии и организации. Воведувањето на двојазичност не им е непознато на социјалдемократите. Тие во неколку наврати до медиумите кои известуваат на албански, испраќаат имејл од партиската адреса напишан на албански јазик. Од она што можеше да се забележи, дел од адресите се на новинари и медиуми од Косово. Покрај електронската пошта, СДСМ и своите соопштенија ги пишува на албански јазик.